Добро вечер, се вклучни повторно изборам за уште една актуелна спортска тема која се одвиваше во изминатата период. Тоа е ЕП во борење во Словачка во Братислава, имено држави од цела Европа, освен државите кои се под санкции, има своји представници, па дури и ние имавме представници, но за жал кај нас само спортските портали пренесува за скромниот настап на нашите спортисти. Немаше кај нас пренос на телевизија, за разлика од останатите држави учеснички, каде покрај занимите дава директни преноси за представници од останатите држави. Треба ние да имаме пренос на наша телевизија на наш јазик, а не само спортските портали да нели само спортските портали да пренесуваат. Во борење се знае. Групи да се малку поинаку дефинирани, тоа се директно на елиминациони надпревари, затоа што станува збор за поединечен спорт, а не тимски. Ова е важен надпревар затоа што станува збор за важен настан, затоа што се собираат поени за настап за Лос Анџелес 2028 и со право Шабан Трста напраша зашто уште не освојуваме медали во борење, треба да се бориме за злато. И не само да се бориме, туку и да освојуваме, да со злато да се враќаме од надпреварувањата, па дури ние да бидеме увидени домаќини на вакви надпреварувања, ЕПА, СП, ЛОИМ и слично. Следна прилика ќе биде за младите е и крајот на следниот месец кај нас во Скопје. Јас уште кога правев стратегија за спорт, кажав дека во секој спорт треба да се вложи, па дури и во борење, мада јас признам дека не сум некој голем фан на овој спорт, но се разбира, секојаш кога има наши спортисти, представници, доколку има пренос на телевизија, гледам и се разбира, навивам за нив. Без разлика против кого се надпреваруваат. И им посакувам искрено и од се срце во иднина да не само да учествуваат, туку и да победуваат и со триумфи, да слават триумфи колку е можно повеќе. А дали ќе е така, тоа пред се зависи од нив. А државата треба да има возможни услови, да се надевам дека ова ќе се подобри во иднина и ќе имаме причини за славење плюс повеќе, а до тогаш поздрав!